Јас накратко ќе се обратам кон заменикот министер за финансии, се разбира и за она што се случуваше изминативе денови. Јас заедно со колегите од изборната единица 2 доставивме можеби најмногу амандмани. Се разбира доставивме за Ѓорче Петров, за Бутев, за Куманово, за Газибава, за Шуто Ризари, за Старо Нагоричане, за Чучер Сандево, се разбира за градот Скопје, но и за оние сите потребни работи што се за целата држава. Иако морам да признам дека имавме конструктивна дебата на комисијата за буџет, каде што разговаравме за сите оние потреби што се на граѓаните во секој населено место, слушнавме дека нема средства за ниту едно населено место, односно дека сите амандмани се одбиени. Иако можеби за ребаланс на буџет, јас ќе бидам искрен пред целата јавност, можеби овие амандмани не се за овој период, но јас сакав да кренам авернес за изборната единица 2, за Скопје, за Република Македонија, да се предвидат во буџетот за следната година. Бидејќи има многу капитални проекти што не поврзуваат сите заедно. Има многу проекти што навистина треба да се најдат во секој населено место. Проекти, зборам за оние капитални проекти, но и инфраструктура, водоводи, канализации, лаптопи за дечињата во школите и така натака, се разбира, амбулантни возила или слично. Но вие заменик постојано веливте дека овој ребаланс пред се е за ковид кризата и како да се направат дополнителни средства се обезбедат и за економијата, но и се разбира за се она што треба да се случува до крајот на годината, а потоа да се донесе нов буџет. Но видете, додека ги одбивате сите амандмани на ВМРО ДПМН со исклучок на неколку, заборавивте вчера дел од пратениците каде што ги фалевте градоначалниците, дека нема ниту еден амандман за фекална канализација или за инфраструктура во ниедно населено место во изборната единица 2, реалноста е дека министерот за транспорт само еден ден од кога станал министер, другиот ден неговиот татко и неговиот чичко си добиле тендер. Но нема да навлагам во тоа. Дали е тоа клептоманска политика, не знам, можеби не е така. И се разбира, ќе очекувам институциите да го кажат дали е тоа веродостојно, дали е реално или слично. Но тоа се дневните вести. Бидејќи нема за инфраструктура, но има за родители на министри, верувајте. Страшно е што во оваа ковид криза, каде што навистина нема средства во буџетот, каде што вие велите дека мора постојано да бидат во функција виталните институции на оваа земја, па впрочем и затоа преку ред тие функционери се тестираат, јас би ви кажал дека за жал нема витални институции. Најголем дел се на апарати за дишење или во некоја клиничка смрт. Нема доволно средства за плати, нема доволно средства. Впрочем, и ќе имаме закони дополнителни како да се обезбедат плюс средства или да се кренат коефициенти за некои одредени бранши во општеството. Но жално е што вие како власт, вие како пратеници на власта, барате од се да направите политиканство, како и поготово за ковид кризата. И сакам да се осврнам на една работа, сакам најмногу да зборам за буџетот и за ребалансот, каде што за 6 месеци 1 милиарда има дупка, каде што не знаеме за што се потрошени тие 1 милиарда евра, каде што за неколку дена буџетот направи јавен долг од 60,7%. Беше 60,2, сега стигна 60,7. Предпоставам да во крајот на годината уште повеќе ќе расте и ние стануваме најзадолжена земја. Но треба да ги тргнеме рацете од политиканство, посебно за ковид кризата. Но морам да потенцирам една работа. Незрелото и неодговорното однесување на вашиот министер Венко Филипче, кој го нарекувате суперхерој, за мене антихерој, поготово тоа вчера што го направи. Впрочем, да знае македонската јавност, и ова не го зборувам против вас, координаторите, или против председателот Талат Џафери, на многу места и многу седници немате доволно број на пратеници да започнат седниците. Но ние како коректив на власта сакаме за оние важни работи да учествуваме, да даваме идеи, сугестии, за да се одржат тие седници. Но со вашите препукувања, поготово вчерашното видео што го објави вашиот срамен министер, каде што со изјави, односно со едно видео, каде што има таму луѓе со ментални заболувања, каде што има луѓе со попреченост во развој, каде што папагали стави да навреди не само опозицијата, туку секој еден човек што размислува некако вас, што размислува спротивно.
односно дека треба Венко Филипче да си поднесе оставка. И гледам дека тука за некој е смешно, многу е смешно да министер, доктор, као што велеа дево докторите тука од пратениците дека ниеден доктор не треба да го гледаме поинаку отколку доктор. Тој доктор успеа вчера да ги навреди многу категории на луѓе и со подсмев кон сите, поготово и овие луѓе што седат за да дискутираат за ребалансот, морбидно, срамно, преку видео, потоа што го избриша, да ги навреди сите луѓе. Зарем во оваа страшна криза, ваква политика заслужуваме од министер за здравство кој треба да биде не политичар само, министер за здравство кон сите граѓани. Но за жал свативме и полека гледаме сите дека не постои министер за здравство, туку една гола реторика, еден вид на пиар аватки како рейтингот да се зголемува на тој министер, но знаете, снежна топка кога ќе почне да паѓа нема назад. Со вакви политики, со вакво однесување од страна на министер и на дел од пратеници што само плюкаат, дел од овие пратеници тука нема да учествуваат повеќе на овие сесии. Еви го кажувам тоа. Да, секоја чест има од вас многу коректни пратеници, има одлични дебати. Но еден министер тоа да го направи е срамно за држава. Навреди многу луѓе и барам извинување од него. Не кон нас. Ние знаеме он што мисли за нас. Кон сите оние луѓе што размислуваат спротивно. Гледаме дека со оваа ситуација која имате во ребалансот, но потоа ќе се одрази во буџетот, дека гасите постојано пожари. Немате никаква стратегија што ќе се случува потоа. Впрочем, имавме вонредни ситуации каде што требаше да се донесат сите закони поврзани со ковид кризата. Но исто така и со она што требаше да се случува во наредниот период, нели ќе има нови бранови, иако кај нас бранот никогаш не запрал. Постојано има зголемување на бројките, а впрочем пред неколку дена или завчера имаше над 1085, или секој трет е заразен. Вчера имаме околу 42% заболени и дел од вашата пратеничка група, дел од нашата пратеничка група, тоа е реалност нашите фамилии, нашите роднини, но затоа имате вие политичари што за ова треба да се посмеуваат. Ова е срамно. Ова е срамно за дента кога треба денеска да го изгласаме ребалансот на буџет. Срамно е додека ние зборуваме како да се обезбедат средства, министерот првиот ден за транспорт се добил тендер. Срамно. Ова е реалноста на таа клептоманска политика што ја говорим. Ја не зборувам директно против луѓето, туку политиката. И затоа не е во ред. Јас да ве прашам, дали кога имаше по 10, по 20 заболени, сите размислувавме да има карантин. Сега постојано слушаме дека нема да има карантин, но јас мислам дека вие правите компромис со економијата. Имаме илјадници позитивни. Јас не велам дали е добро или не, тоа нека го кажат докторите. Нека каже здравствената комисија, нека кажат оние најодговорни луѓе во ФЕЛАТ, а не оној Караджовски што се дере на телевизии, каде што треба сите да го слушаме како он вика и да не разубеди. Затоа и ќе стигне тука еден закон предложен од опозицијата, каде што ќе бараме комисија специјална и вие ќе го поддржите. Ќе го поддржите бидејќи мислам дека е тоа рационално да има најдобри луѓе за оваа тема. Бидејќи вие постојано велите дека овој ребаланс за буџет да им помогнеме на докторите, да им помогнеме на сите оние што имаат мали предпријатија, големи предпријатија, да помогнеме на економијата. Но ваквите компромиси со економијата што ги правите, вие не можете да воведете никако карантин, иако постепено тоа некако се случува. Слушаме ден за ден како со нови рестриктивни мерки и предлози ќе се намалува работното време, не знам, на угостителите и така натака, полека нови мерки и слично, но тоа е секој ден, купи ден, продај. Бидејќи немате стратегија што ќе се случува во наредниот период. Еве, вие како заменик министер кажете ни што ние како опозиција и колку средства требаат за сите категории да ги поддржиме за цела година на наредниот буџет. А не со брзи постапки, со брзи закони, постојано да гасиме пожари. Ако треба и тоа ќе го правиме. Но заборавате една работа, додека вие тука луѓе сакаат да помогнат, има некои што се посмеваат. Се додека се посмевате на ВМРО ДПМН, се разбира на цела опозиција, ќе ја правите грешката. И ќе видите дека ја правите грешката. Бидејќи 5 дена касните со буџетот, постојано кон медиумите кажувате дека ВМРО ДПМН е пречка да се донесе буџетот. Не, ќе се донесе денеска ребалансот на буџет и ние сме тука и нема ниту една мерка што вие ја предлагате да ја закочиме ако е за здравје на граѓаните. Но, да бидеме искрени, стратегија немате. Апсолутно немате никаква стратегија што ќе се случува наредните месеци.
И не го зборам само во името на Министерство за финансии, зашто претпоставувам дека 1 милиарда потрошивте средства за картички, потрошивте за ваучери за изборите. Претпоставувам дека сега за циклусот за локални избори ќе смислите нешто друго, но да не забораваме дека и следната година имаме избори, па кој знае колку ќе се задолжите. Што да очекуваме? Интересно е што и дел од пратениците не го знаат, тој министер што е навредува и го навредува целиот народ, за кулисно бара помош од ВМРО-ДПМН. За други постапки што не се поврзани со ковид кризата. Но ќе стигне и тоа, ќе го разговараме тука во собранието, но не е коректно. Не е коректно да се навредува целата нација. Јас да ве прашам и како заменик министер за финансии, како планирате да се полни буџетот? Со кој капитален проект, кој го имате предложено капитален проект, еве да додадете средства, плюс во ставките за таа развојна компонента? Немате, ниту еден, нула. Еве да ве прашам, кој проект го планирате за следната година да биде развојна компонента? Со кој проект наредниот буџет ќе се полни? Со кои странски инвестиции ќе се полни? За жал стануваме социјална држава. Ќе нема средства доволно, како што сте тргнале вака, за многу работи. Ние сме тука да помогнеме ако има слухи од вас. Да, има, ќе кажам, одговорни пратеници што сакаат да разговараат, да дискутираат и тоа е добро. Добро е зашто за оваа криза не ни треба политиканство. Но реалноста е сосема поинаква. Вие сакате од секоја тема, поготово во последните од кога почна темата со ковид дека ВМРО-ДПМН е крива, НАК е бил крив, не знам, граѓаните се криви, но никако одговорност никој да превземе од СДСМ. Никој, сите се таму експерти, сите се стручни лица, но за жал бројките се хаотични. Бројките се немилосрдни. Сите сме ние тука, оваа политичка гарнитура на опозицијата, на овие млади луѓе ќе помогне се, но додека некој сака да не навредува и да не става во видеа каде што со недолично однесување со очи и со беда се однесувам кон нас, претпоставувам дека нема ние туку така да седиме. Дали имаме предвидливост, заменик министер, во економијата? Дали со сите овие мерки вие што ги предлагате? Дали економските субјекти ќе имаат предвидливост или како што беше пред неколку месеци во Куманово, као што направивте карантин за еден ден? Ви текнува кога најавивте на влада, од утре започнува карантин, кога се наполнија продавниците, кога се наполнија аптеките. Дали имаме излез? Впрочем, сите големи земји почнуваат со огромни мерки и таму имаат многу подобри здравствени институции од нас. И тоа мора да го признаем, се поразвиени земји. Ние кај нас немаме простор како обичниот човек да најде место да се тестира. Односно чекаат со денови и слично. Хаотична е ситуацијата. И затоа немате предвидливост кон ниту еден економски субјект. Да, слушам со некои средства, сакате да помогнете и тоа е добро. И тоа го поздравувам на дел од економските гранки. Но не е доволно. Скратете ги сите оние расипнички политики што ги имате за нови вработувања, за нови договори на дело и така натака, бидејќи освен се разбира ако не ситни и неодложни и се потребни во правец на здравието, на економијата или слично. Но верувајте, не ви требаат дополнителни средства за нови луѓе што ги седат дома или што нема ништо да работа за да задоволите некои ваши партиски луѓе или да вработите уште нови 500 луѓе во МЕПСО, не знам, уште 500 нови луѓе во ЕЛЕМ, а при тоа да ги бркате сите од ние од опозиција или да ги праќате од Скопје во Кичево и да покажувате сила и храброст кон опозицијата и да има еден ваш реваншизам кон секој еден што не мисли како вас. Затоа со ова што го правите, тоа не државата. Затоа се ова што го правите е хаос. Хаос во секој ресор, хаос кој што не знам како ќе излеземе. Јас ве уверувам дека и со новиот буџет што ќе го предложите ќе немате доволно средства. Дали сега вашата најнова мерка за полнење на буџет е постојано да се казнува народот? Па не знам дали гледате дека на секоја раскрсница почна полиција да казнува секој еден. Еден куп казни и тоа не само за неносење маска. Туку сакате да го дисциплинирате народот зашто немате средства во буџет. Така не се полни буџет, вие добро знаете. Со репресија не се полни буџет. Но тоа е очеј што се покажуваат сите ваши институции. Од друга страна, ако правите компромис со економијата, а немате доволно здравствен капацитет, односно
болниците ни се преполнати или слично, кажете го тоа јавно и транспарентно, дека поради целата ситуација економијата тоне и не може да се случат поригорозни мерки, бидејќи нема како да се обават виталните функции на државата, бидејќи нема средства. И вие тоа го знаете. И постојано ние треба да зборуваме тука за дополнителни средства за секаде, за секакви нови проекти, а впрочем немаме ниту еден развоен проект. Нема како да се вратат парите во буџет. Плюс, навидум затворени граници, први во регионот сме за жал, со бројките што се појавуваат од ден за ден и не знам каква е вашата стратегија за понатак. Впрочем, тука се разговара и за онлайн седници, се разговара како кворум да се направи, но на крајот од денот сега гледаме дека ќе стигнат и нови закони кои што се поврзани со ковидот. Тој министер што ви е вас за нас антихерој, треба да ни објасни и се сите овие тука пратеници како ќе ги навредува и како сакаат да ги гласаат сите овие мерки. На тој начин ли ќе работим? Тоа ли е начинот каде што треба да функционира една држава? Да, ние сме коректив на власт и ќе збориме со аргументи, ќе збориме отворено, ако не ви се допаѓа, нападнете со аргументи. Но реалноста е сосема поинаква, со празни фрази и недолично однесување, кој е крив во целата ситуација, ќе ги имаме овие бројки. Ве прашувам јавно, кажете што се е потребно да помогне опозицијата за да ги намалиме овие бројки. Кажете отворено, тука ќе бидеме секој ден и ќе помогнеме. Но не задкулисно, потоа да се обвини опозицијата дека го кочи ребалансот на буџет, замислете 5 дена. Срамно. Па елементарно право на пратениците да говорим. И ние сакаме да говориме за нашите места, сакаме за целата економска ситуација и да збориме за се она што се случува. Впрочем, и некоја добра идеја ќе примете од нас. Не може во оваа ситуација да не размислувате за средства за лаптопи за децата. Дали знаете дека постојано, скоро секој ден, една паралелка од дечињава ги праќаат дома на онлайн учење, бидејќи е таква ситуација. Има заболени родители, заболени деца и тоа ќе биде уште полошо. И јас не сакам песимизам и некоја агонија да предвидам кон луѓето и кон родителите, но тоа е реалност. Што правите вие за тоа? Ако немате средства, бидејќи сте презадолжени, смислете начин и преку јавно-приватно партнерство тоа може да го направите. Со државен гарант вие да бидете, друг да ги обезбеди средствата и така натак и така натак. Но имате вие советници добро платени, претпоставам од владата на некој ќе му текне. Жално е што се фалите и со брзи тестови, но за жал гледаме дека тие брзи тестови први сакавте да ги наплаќате, па сега се предомисливте и тоа е добро што се предомисливте бидејќи работите на притисок од јавност. И тоа е добро. Но затоа треба ние кон целата јавност да се обраќаме, да правиме притисок и кон вас како пратеници, се разбира и кон целата влада, за некои работи да не се случуваат. Носиме маска на отворено, можеби е тоа добро, можеби не, тоа ќе го кажат докторите, ние го испочитувавме. Носите втора одлука што сакате групирање во домовите да нема, вага полиција во домовите, а од друга страна во кафаните може да се оди, отворени дискотеки или слично. И за тоа ли е крив НАКИ или ВМРО-ДПМН? Немате доволно средства никаде. Затоа ли ќе правите компромис со економијата? Тоа ли е начинот? Ако е тоа начинот, кажете го. И тоа е честно да го кажете. Да, мора да работат дуќаните, мора да работат сите предпријатија, мора сите да идат на работа, бидејќи нема средства. И тоа е вистината. Празен ви е буџетот, не може да го наполните. Предвидувате раст секоја година. Нема раст во буџет. Нема. Предвидувањата се дека ќе расте дупката. Следната година како ќе најдете пари? И тие пари што ќе ги барате се премногу скапи. Затоа следната година ќе немате ниту еден капитален проект. Иако ветувате многу, повторно ќе излажете. Ќе нема доволно средства. Јас да ве замолам, како заменик министер, размислувате да поднесете и закон за градење каде што ќе може да се градат брзи капацитети за болниците. Направете го тоа. Направете да не се случи хаос каде што ќе нема луѓе да се сместуваат. Јас повторно не сакам да бидам да изгледа се тоа што го кажам песимистички, но реалноста е таква. Правете се што можете, ние сме тука за такви мерки да помогнеме. Но за жал со овие политики вие што ги тераме кон бездна. И на крај само сакам да ви кажам. Бидете конструктивни со опозицијата, бидејќи ние ќе бидеме конструктивни за многу работи, ако треба да се гласа за што било да е за поддршка на здравјето за граѓаните. Ако мислите со репресија и со омаловажување на секој еден опозицијски пратеник, тоа да го правите нема да ви успее. Вела дека надежта е најдобриот доктор,
досега познат, но со вас и оваа влада надежда умира.